sluči, gdje se sluči koga daje, može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema, što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta, darba treba gore mene, samo umo sam mi leta. Ja ti sum roden baksus, od nebo padat za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Ne taka, moje ama život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj v lice, kje ti plesne, ovoj sve govrti para. Jaz ti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Помалава, керка ви се фатила со синот на најголемиот пијаница и женкар во целиот град, Бошко Дупенчанецот, и вие мене, моето дете, ќе ми го правите грешно, неморално. Моето дете имало жени, деца и што си да знам. Ајде, доста. Ма ви не се нормално. Станувај. Абе, пошто е нормално, не се Мрштаво! Знаеш кој е Здравко, нели? Ау, знам. Чув. И ти завидувам. Со Здравко се гледаме по едно 20 и нешто години. Сега сме во фаза на расчистување на некои младешки дилеми. Дилемас. Кој свири овде навечер? Фамилиарен состав. Мојот син, керката на нашиот бизнис партнер, господинот Живко, и некои други дечки. Овие доберманиве касаат или така се како за неизложба? Дрова трбети, подколеници, надколеници, особено се специализирани за кршење на вилици, носеви и давењето им доаѓа како шлак на торта. Да ви покажам нешто. Погледнете. Не е можно. Ти, па нели загинав? Се сеќаваш?
играм и ја. Колку тројчина има овие карти? Абе, фрли карта, веш. Еве. Така? Отровот го направиш. Не, ајде. Па не ми се игра. Што ти емери тебе? Абе, остаја жена ти, може би и е лошо, не е расположена за карта. Абе, бате боле, не мешај се да му се не видите. Има 2-3 недели, тотално е отсутна. Абе, како дрогирана си беше. Ништо не те интересира. Низ ме не гледаш како низ пифтија. И девојчина ги напред туршија. А за внучето да не зборуваме. 2 месеци не го имаш видено. Вие се скаравте, а? Ќе одам да прилегнам. Нешто се случува со жената. Бате Живко, многу си див. Бе застани малку и изброј до 10, како те учев. Мој, преку мој, брате. Трпи, не се трпи појќе. Абе, кој ненормална ми личи. Ја прашувам како ти е, не кажува. Да не сакаш да излеземе, не сакам. Шо да правам, шо да чинам? Патко. И се собрана жената, со зетот, со сваќата. Абе, што со зетот? Стана домакин, се вселија во станот. Сваќата си е настрана. Абе, 3 недели не спие со мене. Не спиела со те. Ако спие па ти... Абе, ајде. Ај жена, ај сестра, исто ти е. И на крајот луѓе сме, не сме ајвани. Некојаш вака, некојаш така. А не, ајде да си одиме ние. Ајде. Ајде. Полека, поседете уште малку. Да донесам нешто за пиење. Мило деде. Абе, кај си на дедове, куре, дединове, алкалчеве. Кај сте вие, бе, деде, бе? Ами сваќе не го носиш овде, плачи детево. Сваќата, цел месец си нема поиграно со него. Така ми, како? Ама не се може, веќе не и треба, внуча. Ама расти, детево, расти. Па расти. Убаво. Мило. Еле, чекај да види дедо, чекај. Машала, сваќава како бубреџе се направила. Сваќе да ти ги представам гостиве. Ана и Бошко, а со Бошко го водиме и бизниса. На дедо, убав тој. Боле, кој не го знае Бошко Долнодупенец. Джемс Дино Долнодупени. Опа, така? Светско швалериште, свате. Еле, мајче. Бошко Швалер. Господјо, само колку за информација, јас работам во хотел. А хотелите знаете што се? Рајче за такви швалеришта, како Боле. Слаке, оди до кај Милчено, види го нешто не е арно, му се слоше и да се гушнат со детево малку. Боре, 100 пати го имам видено. То се разноразни. Црни, жолти, бели, дебели. Само да ви кажам, секогаш оставал голем бакшиш. Такви како него не се за дома прибирање. Боже пази, Боже пази. Свате, бизнисмени. Ке заработат некој денари и се забораваат. Еве што не кажам нешто такво за сватот, например. Сваќе одмори малку, сваќе. Сваќе, да не ја претера малку. Боле, и ти едно време претеруваше. Ајде си, дојди кај мене. Дојди си кај бабича ти, милото деченце мој. Бате Боле, чекај. Значи со сваќава, а? Порано на времето. Ме начека еднаш, јас натрескам таа немирна, ја збумбарив.
Ало, ало. Се извинувам, немојте да... Да, повелете. Ова овде е внукот мој, а јас сум дедото. Знам. Вие сте Живко. Опа, и името ми го знаете. Јас прв пат ве гледам. Знам. Не се познаваме. Знам. А кој сте вие? Никој. Еј. Никој. Ме зезате, нели? Не. Викајте ме Никој. Никој и ништо. Па, може О. и така. Така. Да не сте киднапер? А не, за жал не. Е, тогаш... Ова детенце овде, вашиот внук, Да. требаше да биде мој внук. Ова детенце овде. Да не сте филмаджија, вие? Не. Работите со камери? Не, никој и ништо. Така. И наеднаш сега се појавува непознат човек и на мојот внук. Живко? Опа! И името му го знаете? Интересно, бога ми. Ама јас ќе ви кажам нешто што вие не знаете. А тоа е следното. Мене понекогаш ме викаат Живко нервозниот. А кога сум нервозен, партали летаат. Да. И затоа ќе ви предложам нешто. Да си ги соберете оние парталчине онде и да ве нема од тука. Магла! Ја познавам вашата сопруга. Мојата сопруга, Швалер, а? Не. Не. Е колега од работа. Јас и вашата ценета сопруга сме дел од една тажна приказна. Дело тажна приказна? Тажна. Многу тажна приказна. Се потресив, страшна работа. Бате жиле човеков, значи не е киднапер, не е филмаджија, со камери не работат. Писател, а? Така? Друг пат, во некоја по-релаксирана атмосфера, ќе ви објаснам кој сум и што сум. Ке се видиме. Јас мислам дека друг пат нема да се видиме. И подобро е да не се видиме. Само немојте да ме удрите, ви се молам. Не сакам повтор пат да се враќам од кај мртвите. Мам бре, ајде тамо. Мочко ни заеден. Кажи, Каде е мајка ти? гледаш дека учам? Гледам дека учиш. Нешто сум нервозен. Ти нервозен, таа нервозна. Ич не ми е гајле, да знаеш. И оставете ме еднаш да учам и да си го организирам животот. Морам нешто да скршам. Така ми е тешко, абе ќе ме акне срцето. Татуш, ајде да разговараме како возрастни. Сега? Не можам. Те молам, седни. Сега тама ми тргна работата. Имам и бизнис, и пари, и... Почна да ми се случува некои чудни работи. Разговарај со мамичка. Мирно, фино. Татуш, некако си... Како да кажам, многу си избувлив. Може би на жената и се случило нешто. Абе, работиве почнаа да ми се вртат како на филм. Се појавува некој чуден тип, му купува на внукот играчки, се појавува во кафаната, на улица. Еве сега пред малку ми истрча пред автомобилот, ќе го изгазе. Тоа е. И мене ме следи. Сум требала да му бидам ќерка. Го закачи убаво? Абе, што убаво, бе? Ако не 5 ребра, ама 2, 100 на 100 му искрши. Се препелкаше како куче. Ај, дојди во дневната. Те моли тато да не се нервираш. Ќе ја средам јас цела ситуација.
Извадете си ги очите. Магистер по економски науки. Бедо светска. Недоделкан долнодупенец. Ајде, ајде, има уште, за мелене, ајде. Бе, како си можел? Само животните така се однесуваат. Многу ви благодарам. Комплименти, а? Што му направи? Му акнав 2-3 и толку. Му акна 2-3? Па како? Си му искршил 3 ребра. Море имаш среќа што не сакаше да повика полиција, знаеш? Така значи, сега ми е се јасно. Сега, ништо не ти е јасно. Значи тој е типот што му купува играчки на мојот внук и што сака на секој чекор да ме заебава. Кој е тој, бе, сестро драга? Кој? Никој. Никој. Затоа што е никој, си остана без 2-3 ребра. А да беше некој, ќе си беше целокупен. Ќе се разведам. Тоа го знам. Ама сега веднаш ќе се разведам. Ако да е, важи. Па ти си бил од сите вери надвор, бре. Да се разведам. Море да имав пиштол, ќе те убиев како куче, знаеш? Кучињата кај нас в село умираат сами. Никој не ги убива. Па да си одиш кај тебе в село. Опа, значи Живко повеќе не ти треба. Сузето си студира, големата керка се омажи, си имаме внук, Живко е куче, Живко е пес. Да го нема Живко. Ајде, пукај. И, што? Токмак. Ајде, море, тамо. Требаш и тебе ти искаршам 2-3 ребра. Па со тој твојот во болницата си свиете љубовно гнездо. Колега, како е пациентот? Добар е. Добар. Избега. Што? Со 3 искршени ребра? Како да испари, никој не го видел. Па добро, не ли ти реков да внимаваш? Колешке, на што ви личам јас? На пољак? Не, на падар. Знаеш што? Си станала во последно време неподнослива. Слушај, ако му се случи нешто... Абе, приказнава ти е неверојатно. Страшна работа. Арно, ама ти, бе, братче, или си многу умен, или ти смрда чорапите. А на психијатар дали си бил, те прегледа на кој дереже си таму? По сообраќајката ми правиа 10 операции. Раце, нозе, понсум со железо. Опа. 10 години интензивна рехабилитација. 10 години? Каде тоа, бе, браќе? Во Канада. Канада? Ме прибра една тетка. Прва братучетка на мајка ми. Пребогата, нема деца и... Така, а? И сега дојде да ми го лапниш милчето. Браво, бе. Не. 20 години сонувам ист сон. Истите слики ги гледав и додека сум бил во кома. Море, што така ви ги расправаш овие работи ти? Не знам. На моите им реков да кажуваат дека сум загинал. Милка мислеше дека сум мртов. Некоја голема љубов? Прва. И на двајцата. Ами чаре? Да ти го раскажам сонот? Немој, бе, жити Канада. Мене ме најде? И мислиш, Милка се уште те сака, а? Ме сожалува. Сака друг. Те сака тебе. Затоа толку те почитувам. И да ти кажам, некако не се снаоѓам во овие филмски истории. Но еве да речеме дека ти верувам. Треба да ми веруваш. Важно. Заради Милка. Заради Милка? А ребрата, бе, брат? Ке се вратам в болница. Заради Милка? Заради неа. Да те носам? Не треба. Ке земам такси. Не, никако. Од сега натаму јас сум одговорен за тебе. Хајде, станувај. Каде е сузето?
Па на факултет? Требаше нешто да се договорим. Ќе дојде. Многу е талентирана. Сакам да ја земам со мене во Канада. Ке научи јазик. Ке ја запишам на најскапиот универзитет. Тато, ајде. Ајде да одиме дома. Ајде, стани. Не одам никаде. Тато, ајде те молам. Ајде да ме сметате за малумен. Тато, мама те чека. Мама? Мама. Мајка ти треба да расчисти некои работи со себе. Потоа, Владко, сине, голем си. Треба некои работи да ти станат јасни. Тато нема сила да се расправа за глупости. Сега сте ми потребни, двајцата. Ти требаат пари? Колку сакаш? Пари. Не ми требаат пари, тато. Ми треба вашата поддршка ми треба. Од мене ја имаш во секое време. Го платив до денар твоето школување во Лондон. Знам. Кога разговарам со некого, сакам да разговарам со аргументи. Од празни муавети ми се лоши. Мајка ти само чука празна слама. Некоја, ајде да не ти кажувам која, и рекла дека сум швалеришта. И таа падна во транс. А јас дека ја чекав да се отрезни 10 години, никому ништо, а? Маш си. Овие работи треба да ги знаеш. Не одам за Лондон. Класична уцена, а? Ми треба семејство. Здраво семејство. Здраво. Што е? Да не ви го прекинав муаветов, а? Кој ти е овој господин, а? Седни. Седнам. Тото, ова е една од оние, а? Пријателка. Ме разочара, тато. Синот? Синот. Ау, не ми се верува. Ау, толку голем? Е, голем е. А на кого е толку убав, а? На мамичка. На мишото долно дупени. Ај, не дроби. Слушај, ај викни ми мене на пијачка, ми се пием. Не можам да те гледам пијана. Одвратна си. Важно, ти си убав. Од вакви како тебе процветав. Злато, ти требам. Ај ти мене. Те остави банкарчето, а? Аха, ме остави. И мене, Ането. Е, така, јас ти требам тебе, а ти мене, злато моја. Судбина. Ама јас сум сега во предност. Зошто? Имам пари. Си се зезнал. Банкарот разводот дебело го плати. Значи не играм. Играш. Те посакувам како маж, злато мое. Сакам да те имам и ќе те имам. По секоја цена. Ова е нешто. Ми имаш веќе. Боже. Слушај. Сваѓата на другар ти Бошко. Доста се клявтиш да е. Ти направи драма. Драма? Која сваќа? Таа што... Кажи доста се клявтиш. Па таа што го уништи Ането твој. Од кај знаеш? Па... Со мачка и со жена. Тешко се излегува накрај. Треба само малку фантазија.
Чекай. Ти да не ја замеша ова работа, а? Да. Да. Кој друг? Како не се сети? Станувај пачаврен. Станувај, станувај, ќе те убијам, ќе се операм како кокошка, ќе те вред. Ти мене ќе ми го подпикнуваш, мори, пачаврено, мрш да те нема! Ќе те убијам, мрш да те нема! Прв пат слушам за тоа село. А каде се наоѓа? За долнодупени прв пат слушаш. Да. Штета. Ти би се стопила во таа убавина. Како да си откината од там. Ви личам на долнодупенка? Над село има ливади. Како некој да послал килим. Те замислувам како цвет изникнат од под некое камче. Мрда со очињата и го бара сонцето. Шефе, сте ја сгрешиле професијата. Вие сте роден поет. За цвекињата е многу важно кој ги милува и како ги милува. Чуден е тој однос. Цвет и рака. Прекрасно. Рака и цвет. Раката знае да го одбере вистинскиот цвет. Почувствувавте нешто? Да. Топлина. Одлично. Тоа е знак дека добро ќе соработуваме. Ама јас... Молчи. Цветовите се убави кога молчат. Знаете, јас... Се знам. Сега јас ќе излезам малку. Леле, колку убаво мирисате. Чувствувај се слободна. Расцветај. Разубави ја оваа канцеларија. Се враќам веднаш. Вие сте Лила. Лиле. Бошко. Сега треба нешто да кажам? Би било пожелно. Нова. Од денеска ќе го водам секторот за пропаганда. А вие? Ние? А јас сум другиот газда. Јас се извинувам. Ништо. Седете си. Студирав менеджмент во Америка. Во Америка? Да. Вие во Америка, ние на бит пазар. А може да седнам? Седнете. Нам ни треба кафеварачка, истовремено да биде технички секретар, да зачистува помалку, а од време на време да замети. Вашиот партнер, Живко. Тој ми рече... Секогаш кога се двајца, главниот е еден. Конците ги држам јас. А Живко? Како што гледам, тој ги држи куклите. Господјо, пардон, господица. Реклама не ни треба.
Па ние со вашиот партнер се договоривме за долгорочна стратегија и... Ги знам сите долгорочни стратегии на батета Живка. Сум го студирал. Уште од дедо му страте. Сега сум во една мощна, како да речам, деликатна ситуација. Ситуацијата е сосема јасна. Прифаќате да бидете кафеварачка или не? Ви личам ли на таква? Ви требаат ли пари или не? Не. Бизнисот е суров. Очекував попристојно да се однесувате. О, да, јас сум. Каде е, бе? Кој, бе? Она... Летна. Се шегуваш? Аби ќе те убија, море, еј. Мене? Тебе, ами кого? Како не ти е срам? Не се шегувам, кажи ми каде е. Значи, работава е врвка. Работава не е врвка, туку работава е ортома. Си замина. Бев груп со неа, безобразен и ја избркав. Ајд. Па те воле време јас и ти да расчистиме некои работи. Опа, пукна тиквата, а? Пукна тиквата, ха? Не гледаш дека сите несреќи ни доаѓаат од жени. Кај да се сврти жени, жени. Абе, ова не беше жена, бе. Ова беше авион. Авион. Леташ, бате Живко, леташ, треба да се приземиш. Ама не вака, туку вака полека. Абе, кожата ќе ти ја ударам, еј. Абе, ти не си нормален. Сум. 5 дена ја обработував и ти за само 2 минути се ми растури. Бате Живко, ова е бизнис, а не е куплерај. Чукни ја малку таја тимбата. Акни ја од зид. Скрши ја малку. Тука сте, а? Одлично. Вие? Бошко, батево, ти скиснало нешто? Му летна авионот. Ти, Живко, добар си? Абе, остави ме, зап ме боли. Дадичка ќе те излекува. Да го вадам? Немој ќе се искомплексирам. Сега ќе ве носиме на едно специјално место. Не, ништо не прашувајте. Одиме? Ајде, народе. Да го извадам автомобилот и ве чекам пред зграда. Одиме. Добро, одваѓаме. Опа! Ајде. Каде е Живко? Слезе долу. Имав да ти кажам толку многу работи, ама се некако како да ми недостасуваат зборови. Имам некое чувство како да сум истресен, како да сум ослободен од сите овие глупости, трауми. Никогаш не сум се чувствувал толку пријатно, толку исполнет. Здравија до година пак ќе се видиме. За сузе. Тоа е веќе решено. Сузето доаѓа со мене, така? Ај, немој да правиш драма од ништо. Знаеш, често мислам на сонот што ми го раскажуваше и има еден детал што никако не ми излегува од глава. Сонувам 10 години. Многу убаво се сеќавам на денот. Кога... Немој да се оптоваруваш со она што поминало. Одев на кај цвеќарницата. Во центар. Требаше да се најдеме. Тој ден ти беше роден ден. Знам. Таа вечер за прв пат го возев автомобилот на татко ми и... Ова златно синџирче. Ти го купив тогаш. За твојот роден ден.
Не е можно. Сонував дека нешто ми подаваш. Цело време се мислев, што е тоа што така упорно ми го даваш? Господи. Твое. Не знам што да речам. Молчи. Милка. Те молам. Јас ме чека Живко. Ајде. Полека, што ти е? Ма ти нормална ли си, бре, жено? Нормална, не нормална, важно, те фатив. Е, шо ме фати се? Шо сакаш да кажеш? Се киднапирана сум ја, што? Си киднапирана, си. А што се? Се криеме ли од некого се? А? Абе ти, многу чудна жена си. Слушај. Парите што ми ги даде, јас ги потрошив. Сега шо сакаш ти од мене? Знам дека ги потроше, ме не ја сврши работата. А Бушко мене партал ме направи, знаеш ли? Знам. Ама овца си е овца, сестро. Слушај, гарантираше дека ќе се заврши работата, нема да... Па успеа. Што успеа, ама? Па успеа. Ана не ќе да го види Бошка. Шо сакаш? Ти си изначукала. Епа се знам. Епа сега... Сега да ти кажам, ми е криво што не ти побарав тогаш поише пари. Не, те молам, помогни ме. Те молам. Шо да ти помогнам? Мене кој да ми помогне? Те молам, ќе ти платам колку сакаш, те молам. Пари не се проблем, те молам. Сега цената ми е повисока. Добро, бе, нема проблем, колку сакаш ќе ти дадам, те молам. 2000 дарки? Да? Марки. Да? Плюс дневници, хотелска соба, морам да спием у Бистрица. Не. Добро бе, добро. Животот ти е скап сега, сестро, знаеш како? Се ти е комплицирано, се е скапо, не може... 2000 марки, викаш, а? 2000 марки, плюс трошоци, мислам. Добро бе. Ама... Зошто 2000 марки? Видија се. Зашо Бошко е забајачка. Зашто е? Забајачка. Има една во Кравари, во Битолско. Ја познам, прва лига. Слушај, така има да го шашрди се, ма нема да знае ни кој е, ни што е, ни како се вика, ти гарантирам. 100%. Абе, 100%. За една недела има да ти ги лиже рацете. Како кученце. А 2000 марки викаш, а? Плюс трошоци, знаеш, во Бистрица треба да се спие, тамо кај ќе спијам на друго место. Слушај, немам пари сега, утре ќе се видиме, ќе ти дадам, важи? Абе, добре, сестро, ја... сестра. Чекам. Слушај, ќе ми бидеш сестра ако ми го вратиш, Бошко, јасно? Дадичке. Ајде, не бери гајле. Чао.